Овозможено од Меркур Македонија, Триглав осигурување живот. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од Хотел Лимак, вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денеска ќе разговараме, ама и ќе бараме каде исчезна срамот и моралните вредности. Што се случи со чистиот образ? Дали денеска ништо не е срамота и со доволно добро оправдување се е дозволено? Ке прашаме и зошто жената кога ќе стане мајка веднаш влегува во категоријата па мајка е како не е срам, а зошто мажот кога ќе стане татко не влегува во истата категорија? Ке прашаме и дали заборавивме да се зацрвениме. Сакам кога гостите коментираат без срам и перде, ама достоинствено и аргументирано, а такви се и денешните. Ако имаше име и презиме, поговорката «Што на ум, тоа на друм» дефинитивно ке беше Сашо Тасевски. Во едно интервју изјави: "Јас сум селско дете и не се срамам поради тоа. Андреј ДНК, по потекло од Дебар." Зошто кога мајка Дженифер Лопес ке се облече провокативно, тоа е шоу, а кога мајка од нашата сцена ке се облече исто, тоа е срамота и е непристојно? Ке ни одговори Кристина Димитри, мајка, пејачка и модел. За гласот на разумот и за држење ред во студиото, како впрочем што го прави и во училницата, ке биде задолжена професорката Тања Алексич. Може да размрдаме веднаш со брзи прашања и брзи одговори? Океј? Ајде. Што е поголема срамота? Непеглана кошула или исфлекана кошула? Да излезеш надвор со непеглана кошула или со исфлекана кошула? Без гајки е најсрамота ако излезе. Добро. Флека. Исфлекана. Па исто флека, у принцип изгужба не искачам. Добро. Што е посрамота? Да имаш скинати чорапи или смрдливи чорапи? Не? Да, сите поред ве прашувам. Или да провериме? Па што знам, јас сум и поише се смрдливи чорапи, ја мислам. Срамота, Да. добро. Посрамота ако не знаеш да си ги сошиеш скинатите или си ги испереш смрдливите. Пошто често носам мрежасти, скинати, секакви чорапи, секако сам другите. Се е дозволено. Да. Среќа мене не ми мирисаат нозете, ама има луѓе може да се чисти и педантни па им смрдат нозете, така да скинати би одбрала јас. Добро. Мрсна коса или не исчешлана коса? Вие двајца не мора да одговарате. Не бе, Саша, шо? Дугачка коса. Добро. Што е посрамота? Мрсна коса или не исчешлана? Па да не измиена некаде, не си уреден. И исто, мрсна коса. Добро. Кога имавме коса, пуна гел. Добро. Што е поголема срамота? Чешање на интимни делови или чепкање на нос во јавност? Ајде од Тања ќе почнеме. И едно и друго. Добро. Двете. Добро. Па чешањето на интимните делови можеш да го заскриеш, ама носот, така да... Сашо? Чешање интимни делови, посебно оние задните. Добро. И што е поголема срамота? Да не кажеш фала или да не кажеш извини? Ајде, кој прв? Ајде. Па да не кажеш фала. И усвари, по иста тежина имаат, зависи во кој сегмент треба да го примениш тоа. Па мислам дека ако ме доведеш до извини, ама сериозно некој извини, подобро не ми кажувај, него сврти се замени, бидејќи нема да има некој ефект. Мислам дека ми се случи на ситуација баш со фала, не добив фала, завршив голема работа на пријателка во скоро време и но сепак не очекувам фала од луѓето и во денешно време не ни треба да очекуваш. Значи поголема срамота да не кажеш фала. Да. Добро. Тања? Поголем психолошки проблем е да не знаеш да се извиниш.
Луѓето кои немаат емоционална интелигенција, некои се баш себични, не знаат да се извинат затоа што не може да се видат вината за да се извинат. Не мислам извинува кога те згазна некој во автобус. А ова фала и нема потреба никој да ти каже фала тебе лично, а да се научи детето да се заблагодари е дел од културата. Добро. Ајде, Сашо. Тоа знам, ја не патам од тоа некој да ми каже фала, ама понекогаш и се кажува фала и без да се изговори збор, доволно е некој очи да го погледнеш и знаеш дека ти е благодарен. И обратно, некој џабе ако ти каже 10 пати фала, ако кога ќе дое момент да ти врати, тоа не го направи. Мислам, кога ќе ти биде тебе тешко да ти врати со иста мера, џабе што ти викал фала 10 пати порано. Значи, фала е поголема срамота да не знаеш да кажеш или поголема срамота е извини да не знаеш да кажеш? Голема срамота е да не бидеш благодарен. Така. Да. Добро. Па во тој случај уште на сам старт да ви кажам и фала и извинете. Ако ве стресам со прашања, па може. Може. Не мора. Не мора, а? Не мора. Добро. Тања, имаш ли ти некого од кого ти е срам и ден денес? Личност, некој од кого Па да. Или од кого? Ете така. Не. Не? Тако нешто во околина или нешто. И ја може од нешто да ми биде срам, а други луѓе од кои што се срамам, не. Сашо, ти? Мене од што ми е срам? Од некого да ти е срам, така. Не може да ми биде срам од некого, може само да ми биде срам од себе. Затоа што најлошо е кога ќе си ги изневриш собствените очекувања. Кога ќе поминеш преку нешто што си го сметал за твоја морална доблест, морална вредност и тие работи те прават да осетиш срам кон себе. Срам не можеш да осетиш со друг, она што викаат ме уби туѓата срам. Така. Ме уби туѓиот срам, мислам, тоа си е некој нечи друг срам, не е мој. Можам само да фаќам сеир на него или ако ми е близок да му укажам, ама најчесто се срамиме од самите себе. Ме уби туѓ срам. Имаш ли некогаш изговорено? Или која последна? Не, апсолутно. Не? Ако некој друг нешто направил, кој што кажеш, Сашо, да си е негов срам. Нека си му ја мисли она, инаку од некој мој... Ти е незгодно нешто што се случува, не знам. Не? Има многу работи што вака сега да ги отвараме јавно, не ми се допаѓаат од можеби некои луѓе кои што прават некакви потези. Меѓутоа тоа си го чувам за себе. Кристина, тебе ти се случило некогаш да се зацрвенеш или кога последен пат? Кога се заљубив. Да? Добро. Ама на некој комплимент или на не знам, од некаков срам? Па не, бидејќи не правам ништо поради кое што би требало да се срамам од било кого, така да не ми се случило на вистина. Добро. А кога сте изговориле или на кого срам да ти е? Себе си. На себе? Кога ќе Вака се во фатам огледало. сама себе, некаш грешки правописни. Обично знам да се истрчам на Facebook, речем срам за тие, Татјано, како не го знаеш ова? Значи, најчесто сами себе се кориме за некои работи, а за остатокот од светот баш и не е оправдано да ни е срам поради некој друг. Ако сметаш дека нешто не треба да направиш, дека ти пречи кај другот, не го прави. Нема што да судиме ние. Зошто некој вака се однесе или така се однесе. Добро, на децата знаеме да им кажеме. Сашо, ги прекоруваш ти срам да ти е не го прави тоа или срамота што направи? Секогаш тргаш од самиот себе, значи за некои работи понекогаш се фаќам, не понекогаш, него ја го имам тој осет дека не можам да барам нешто од нив што ја самиот сум го правил или се уште го правам. А што се однесува до срамот, веројатно и тој дел од човекот, многу од нас колешката рече, вика да, немам од што да се срамам, она е многу млада, но човек као поминува низ тие животни етапи, сваќа дека Поголемите се одговорни? Не, дека грешел и дека на почетокот неколку пати се осетил сам себе дека направил нешто срамно, нели? Ке ми кажеш што ти е срам Како тебе? старееш, така наоѓаш и други работи за кои што си жалиш што си ги направил и дека ти е срам. Така да тоа е, несовршени сме и сега обично тамо некаде му зрело доба кога преш биланси има неколку работи за кои што се срамиш, си Ајде ги да ни направил. кажеш сега. И така, Кои не. работи се срамиш? например, сега немам јас, не жалам јас, например, како сум го поминал мојот живот или да се каам за некој работи.
Најголемиот срам е тоа што на моите деца не можам да им обезбедам по еден стан, по нормален живот, да не размислуваат, да ги школувам надвор. Тоа ми е мене најголемиот срам, уствари, личен срам, онака што осеќам што не сум успел, не сум бил способен да го направам тоа. И покрај сите, нели, работи што сум ги правил, меѓутоа, тоа е тоа. Значи, живееме во поднебје на дивјаци, кај што сме сите заглавени некаде помеѓу она, го спомнам Дарвин и неговата еволуција, помеѓу мајмунот и некое замислено, врховно, совршено суштество. Ние сме у некоја слепа улица влезени. Оваа држава не знае да ги цени луѓето кои што нели ја облагородуваат на некој начин, и доаѓаме до ситуација кај што разни полуписмени будали кои што влагаат у криминал или у политика живеат феноменално, обезбедуваат се на децата, ние останатите гледаме од страна и онанираме на тоа, мислам, значи тоа е. Дали тоа значи дека срамот исчезнува право пропорционално со добивањето на некоја функција и со богатењето? Ајде. Не, тие немаат ни срам ни перде. Таквиот профил на луѓе. Инаку, Сашо не мора да си толку строг спрема себе како родител. И мене татко ми викал од Девар, ќе си го најдеш сам патот под сонцето, така да нема потреба да се оставаат стано или не знам, тоа е моја мислење на моето дете. Ја баш би сакал моето дете да се малце измучи и да биде поснаодлив у ваквиот, да кажем, у едно вакво поднебје, у една ваква земја и само да си купиш стан еден ден. Да, Андреј, само Кристина, што... само ќе... Да, само мала реплика. Реплика. Да, само што ние живееме веќе у такви околности каде што се повеќе голем јазот помеѓу оние што јадат бифтек и оние што јадат попара. Така да во еден таков свет ти не можеш да бараш ако не си добро ситуиран, ти не можеш утре да му обезбедиш, а твоето дете не може да заработува, нели, пошто нема наследено богатство од вујко од Америка и така натаму. Значи ти ако не му обезбедиш соодветно школо, не знам, соодветни професори, кај што навистина може да научи нешто, да има нострифицирани дипломи, светски училишта. Оно утре на пазарот на труд никој ништо, освен ако не е некој супер паметен, интелигентен или супер талент кој се родил у некоја као Македонија или борба, и кој што успел некако, ама тоа е као лотарија, као джекпот, тоа е еден во 2 милиона, еден е пандев, како да ти кажам. Толку се, еден е. Предходно беше Дарко Панчев. Или не знам. Не е за црно, него едноставно, знаеш, да, децата си го наоѓаат својот пат, но еве ќе ја прашаме Кристина. Кристина, тебе ти оставиле нешто твоите или сама се Кога почнав да се занимавам со ова, имав 15 години со јавна работа. И во тоа време кога почнав да гледам што се случува се во јавниот свет, си викав, леле, на моите дома не сте ме родиле за ова време. Бидејќи секогаш не воспитували мене и брат ми на принципи, на лојалност и на се она што не постои многу одамна. Мислам, не дека не постои, но ете, некој мал процент ќе станати. Што не треба да правиш, добро? Но како што поминува време, јас баш со тие принципи кои они ми ги дале и со тоа не газење преку лешеви, одење по тешкиот пат, еве 10 години сум се уште во јавниот свет и работите си доаѓаат и некако ако си упорен и ако одиш по тешкиот пат, секогаш ќе трае тоа подолго. Ако го бираш полесниот, тоа ќе заврши. Во било што и да влезеш, ако е неправилно, во еден момент ќе престане, така да подобро се мачиш со години, ама на крај ќе ти се исплати. И ќе трае. Најавата, мислам, те најавив како нели дека Дженифер Лопес никој не изамерува што така се облекува, меѓутоа ти добиваш ли замерки за облеката и дали навистина како што те најавив такви коментари слушаш? Па искрено ги слушав претходно. Како мајка не и личи. Да. Па не, очигледно кога ќе станеш мајка треба да останеш дома да правиш сарми и да се поправиш 30 кила плюс, но јас бев Кристина и пред да се омажам и да добијам дете и така понатаму и бев во јавниот свет, претходно како модел мисица, сега ете како артист. И мислам дека професијата нема врска со приватниот живот. На стејдж сум една, приватно сум друга.
сум многу посветена мајка. Тие коментари навистина немам ни време да ги читам, бидејќи навистина сум. Тања, можеш ли да се надоврзеш? Срамот е емоција која може да биде и функционална и дисфункционална. Човекот не се раѓа со срам. Адам и Ева не се срамеле од како направиле престап или ѓаволот им ја растипал убавината и ги збркале од радот и тогаш почнале да се срамат. Еве ја болком кај нажона го обрала будала. Да. И кога во текот на воспитувањето, како се развива емоционална интелигенција, ние почнуваме според или многу норми, моралот споро, ама сигурно се менува, тогаш почна човек да се срами. Ако родителот инсистира на тоа и постојано му кажа детето не ме срамата, може да направи буквално во школа им кажувате на децата како треба да се облекуваат. Па треба да има правила, и ние треба да имаме правила. Јас се извинувам што дојдов вака, ама дојдов од вежба драмска секција, дојдов малку спортска варијанта. Не е стилот да носиш брендирана гардероба, стилот да знаеш каде како се облечеш. Не им велиме срамата, меѓутоа мора да си има сепак некоја значи стенската облека за насцена. Да, ама ако може една дискусија. Сите ние во Македонија секогаш се воодушевуваме на србинките, на бугарките и на светските звезди, а нашите секогаш викаме леле за грејата како се облекла, леле за грејата вака. Ако ќе се појави некој што ќе се облече вака, како на пример еве сега на Макфест добив навистина премногу добри коментари и таму лично дојде сите луѓе кои што беа во организација ми кажат благодарам што ни го освежи, што ни го врати Макфест во вакво светло. И за мене немаше поголема, значи не знам да постоеше награди, победи, немаше толку да ми израдуваат како тоа, бидејќи навистина сакам јас секогаш што сум го осеќала и таа гардероба и сето тоа што го презентирам. Зошто се воодушевуваме на сите што не се тука, некој кога ти е блиско, некако секогаш осеќаш некоја љубомора и завист и тоа е поради истото. Така да. Андреј, сакаш да се надоврзеш на муабетот или да ми кажеш каков вид на облека на пример? Не сум некоја згодна, висока, така убаво градена девојка, така да не сум нешто многу компетентен да говорам на таа тема, овој аспект. Имаше девојче? Да, девојче имам. Добро, и како ќе ја воспитуваш да се обликува? Тоа е нешто друго, да речеме како ќе ја воспитувам. Сега, јас сум малце така да кажем, по патриархално. Да, ма мислам дека не треба да се меша патриархално воспитан со како некој се обликува на стејдж, бидејќи може твојата ќерка ти да ја воспиташ и да биде докторка, ама да прави многу неморални работи, ама на стејдж треба да се појавиш како вистинска звезда, ако тоа ти е целта, така да се друго мислам дека ако не си интересен во еден момент ќе згасиш, така да и јас сум патриархално воспитана, дома не се шетам во латекс пред татко ми, пред мајка ми, но на стејдж сум тоа што сум и мислам дека патриархално сакав да ги набројам сите оние морални кодекси на однесување, значи па не зборевме за гардероба, така да заради тоа имав само една дискусија. Зашо сакаш да искоментираш или да одиме на У вези со што? Во врска со муабетов. Имаш и ти ќерки, така? Да. Во однос на облекувањето, каков татко си ти? Или како ќе им кажуваш да се облекуваат? Ќе бидеш од тие добро ќерко излези, она ќе се излезе со фармерки, па ќе се пресоблече во такси, или ќе кажеш, окей, можеш да излезеш, иако се облече, да речеме, со кратка сукња и така. Па мислам дека сега воопшто не е она време кога ние бевме деца или кога ние бевме тинеџери, така што сега се фаќам веќе дека мора да почитува некои правила на пристојност која излегува, поготоа најстарата ќерка. И она тоа добро го знае самата. Проблемот е што целокупното поднебје се спомна бугарски, српски пејачки, сето тоа е еден ист комплот, ист лонец, како да кажем, ист систем на вредности, значи малограѓанштина тешка. Дали е во Бугарија, дали е во Србија, дали е во Македонија. Значи не малограѓанштина у смисла на географски поими или на топоними, него во смисла на состојба на свест. Таа малограѓанштина е дел од социјалните мрежи, дел од реалниот живот, дел од медиумите, вакви или онакви дигитални електронски, значи. Тоа е тој турбофолк кој што владее насекаде, владее во естрадата, владее во шоу-бизнисот, владее во уметноста. Тоа значи дека нов систем на вредности постои. Не, тоа значи дека примитивци, како што живеат на овие простори, што ги кажав, кога ќе совладаат некоја технологија,
ја совладуваат без, како да кажам, без широка слика за последиците од таа технологија. Што сакам да кажам? Сакам да кажам, ти имаш Инстаграм или ТикТок, кај што можеш да го користиш да, што знам, да направиш некој луд перформанс уметнички или да компонираш нешто, да импровизираш. Сакаш да кажеш дека погрешно се користат. А ти го, па тоа е турбо фолк уствари. Турбо фолк не е правец во музика. Турбо фолк е фактички некритично користење на технологијата. Пример, некој ти дал технологија или можност, камери, светла, простор, телевизија. Сакаш да кажеш дека е срамота да се слуша турбо фолк? Апсолутно да. Не, он сака да каже тоа што го пропагира турбофолкот е погрешно. Турбофолкот не е музика. Турбофолкот е состојба на свест како имало граѓанштината. Ви кажав што е. Ти даваат камери, телевизија, простор, место кај што ќе емитуваш емисијата. Ама ако толку луѓе многу го прифаќаат... Слушај сега, Снежи, ти сега викаш 5 души. 5 души викаш да правиш муавет. И ти наместо да направиш некој муавет со кој што ќе кренеме летвичката во јавноста, ќе кажеме што е морално, што не е, што е добро, што е лошо. Тоа го правиме сега. Пример, да. Ете, ти место тоа да го правиш, и сега ти место тоа да го направиш, што сега ова емисија е тоа, ти почнеш да ги прашаш гостите дали ти сакаш поише пина колада или ова, дали ти сакаш поише влакнести мужи или депилирани, дали ти поише сакаш метросексуалци или мачо шоферски типови, нели шофери вамо тамо. И фактички не критично ја користиш технологијата што имаш можноста, наместо да кренеш летвичката. Јас апсолутно се сложувам со тоа што го кажа господинот. Навистина ние сме сите примитивни во оваа држава бидејќи плаќаме многу големи суми на српските звезди. Ете, меѓу себе не се сакаме, како и што кажав, како ете и што сеќам саботирања и напади врз мене. Јас исто снимам македонска музика, но ете, правиме и Балкан парти бидејќи ние како држава го поддржуваме баш тоа, така да во право си треба да го искористиме тоа правилно и треба да се поддржуваме меѓу себе. Не да слушаш турбо фолк во дискотека, ере се. Така е, така е. Во дискотеката насловот на мојава емисија не беше турбо фолк. Јас сакав да збориме за срам. Значи испадна срамота. Не е Снежа така, знаеш што е? Ме нападна. Во темата сме, човече. У темата сме затоа што турбо фолкот ги спушта сите вредности на една култура. Ме сваќаш ли? И турбо фолкот го протерува срамот. Го протерува срамот од медиумите, од јавниот простор, од приватните, од секаде. Зимајте ги ливчињата, земете ги ливчињата кои што ви ги поделив. Значи вака, одиме вака. Порано, секогаш кога се зборува за срам и за морал, генерално се зборува порано, како беше, или во мое време, или во Југославија и така натаму. Значи, постоеле некакви правила на однесување и постоело нешто кое што било срамота. Сега ви имате таму напишани неколку, ајде да видиме кои од тие важат сега, а кои воопшто не се применуваат. Од типот срамота е да не му кажеш на соседот добар ден, срамота е да не му персираш на постар човек. Андреј, со тебе ќе почнам. Значи, кои од тие важат и денеска? Кажи, што е најголема срамота? За кого? За мене сите овие важат како оче наш, да ја ги применувам секојдневно во сите сфери. А општо? Дури и ова е многу интересно што го применувам, а тоа е дека сум лојален на... Имам 2-3 пријатели кои што имаат мали ресторанчиња, ако седнам на друго место ме јаде јанза. Значи, сакам да отидам и кај нив да го подржиш пријател. Да потрошам пари, од она малку што излагам. Ајде. Инаку, извини што... Добро, ајде, 3, например, од двоими кои што мислиш дека важат и денеска. Па она што треба да важи како непишано правило е дефинитивно човек треба прво да ги персира постарите и да... Еве сега имавме можност, не сме биле на свадбено путување со супругата, па свртевме круг. Така по некој делови од Европа, немаше човек кога те погледне очи да не му е срам да ти каже добар ден. Мора ако те погледне очи да ти каже добар ден. Тоа е нешто што е по тоа ќе видиш колку ние на кое ниво ни е културата кај нас. Срамота е ќе не чујат комшиите? Зависи што правиш дома. Добро. Ајде, може би сака да го слушате. Ајде, кажи ми ти сите се навистина во ред, не еве ако мора да се избере 3, првото нормално, значи да не се поздравиш на било кого. Навистина е срамота, да не станеш на сопствена химна бидејќи мораш да си оцениш местото од каде што доаѓаш и својата држава. И срамота е? Па срамота е да пцуеш и да се однесуваш лошо спрема било кој. Мислам дека и да имаш нешто лошо да кажеш може да има навистина културен начин без некои такви навреди. Што е срамота?
Да не му кажеш на соседот, добре, не е срамота, е невоспитаност. Добро. Ова што го кажа ДНК, да не го купаш на пријателот, емпатија, чисто онака баш човечно, да си колегијален, што е исто. Да не го персираш на постар човек, исто тема за воспитаност. Ја и персирам на свекрва ми, 90 години живеам со неја и персирам. Зашто ќе персираш, не можеш да опцеш, не можеш да кажеш, вие мама идите у... Да. Персираш и држиш гар. Значи, превентивно. Да не станеш на собствена химна ЕРС. Да не почиташ наставник на училиште е проблем во наставникот, не е до децата. Значи, ние сме тие што правиме ситуација да бидеме почитувани или не. Срамата да псуеш, ич не е да срамата да псуеш. Ако не псуеме, ќе завршиме на нервна клиника. Значи, псуј се себе си, а не остатокот од светот. Псуј, да речеме, кога одиш некаде на надпревар, на утакмица, на се. Меѓутоа, кога псуеш некој друг во афект, всушност пак се псуеш себе си. Представата за себе си кога гледаш другиот. Ние сме опцена нација. Кавадарчаните тоа го прават од милотија. Да си Србите. Србите псујат од милотија. Деси, татара. Не е срамата. Тоа е како изразувата. Гај си да ти танана. Така. Сега ова комшиите да. Значи, тоа е веќе треба да се интимен, интимноста не е за продавање, треба никој те слушне, да те види, она што јас како учителка и просвета работник се лутев и на реалните шоу емисии, на се она што, значи интимноста не е за ширење. Денеска све ова паѓа у вода. Тања рече, вика, криви се наставниците што децата се безобразни и некаш немаат почит кон наставниците. Ја еве не сум наставник и кажам дека не е сосема во право, затоа што децата дома се така воспитувани да немаат доволно почит кон наставниците. Значи родителите се виновни. Детето така е. Детето се формира карактерот првите 7-10 години, базата е семејството. Меѓутоа ние сме тие понатаму што треба да продолжиме и да им покажеме едноставно на дело што значи почитување. Ние возрастните им даваме пример. Меѓутоа базата е семејството. Еве јас во гимназија веќе немам што да поправам. Кога ти дојде дете на 16 години, тој веќе финален производ оформен. А доаѓаат ли родители да те молат да им поправиш оцени? Срамота ли е? Тоа да. Па мене ми е непријатно, да, нив не име, мене ми е непријатно кога ме реагираат. Како настапуваат? Многу ме интересира. Кога ќе дојдат, како настапуваат? Арогантно, со тоа демек моето дете или бараат помош, на пример? Немам јас искуство, некај да е родител да е арогантен и да бара, меѓутоа технички може да се случи, тогаш објаснуваш, вадиш тефтер, па кажеш детето како ова, како она, па објаснуваш нели се најде некој баланс. Не сме имале, барем јас не сум имала во својата во една школа, Мона го знае тој случај, мада нема нормално тоа. Имаше во една школа пример пред години каде што учителка беше буквално вербално масакрирана од ученик. У секоја нормална ситуација у таа бивша Југославија тој ќе беше избркан од секоја школа со забрана да се запише било каде на тлото на Југославија. Значи тој за него беше завршено школувањето у таа држава. А кога стана голема работата, значи ја викнала наставничкава директорка и рекла, аман те молам некако дај немој да ја шириме работава. Татко му, знаеш, тука сега ќе ни опреми 2 училници, 3 училници, 5 училници, клими ќе стаи ова, ќе стаи. Значи тука завршува секој муавет за пристојност и за срам. Продадено 3 гроша. Значи тука завршува муавет за секоја пристојност, за секој срам и за секој образование и за секој авторитет. Кога децата треба прават писмена задача, или ти им кажеш нема да препишувате, нема да се учите, бидете шверцери. Мене ми е непријатно да ги дзиркам и да ги фаќам на дело како препишуваат. Мене ми е неизгодно, им го кажам тоа. Значи ја нема да ве гледам затоа што не го гледам под задникот дали имаат нешто во джебот. Непријатно, ти тоа се големи деца. Меѓутоа имам еден печат, тоа ме научија влаховци мои, кај што бредав, знаеа да подметнат писмена задача од дома. Едниот печат е thank you, нешто така, вториот печат е овца. Фате на дело како препишува. Ако нема непријатно од мене да ставам овца на писменат, значи мора се научат децата на тој елементарен воспитен, не да се срамат патолошки, затоа што спомнав, срамот знае да биде дисфункционален, да ги повлече. Меѓутоа, основно елементарно чувство на срам. Јас сум среќна кога ќе видам дете да поруме, да иде поцрвени, се срами од оценки или нешто. Се радувам што има се уште такви деца, што се уште се срама за нека своја постапка. Срам кај мажи кај жени може ли? Мислам дека различно се третира. Дека една е срамотата за жената, а друга е срамотата за мажот. Кристина, што мислиш ти, што го валка образот на една жена најмногу? Најмногу? Па... Размислувате вие? Нормално, колку таа има морални вредности. Мислам дека тоа најмногу може на жена, бидејќи кај мажот тој може да е неморален до утрена, тој ќе биде секогаш, нели, фраер и опасен.
Така да жената, мада и до некаде јас си го поддржувам тоа, да мажот си има поголема слобода, жената сепак треба да се знае дека е жена и да си има некои граници. Не може жената не може ниту да е равноправна со мажот, иако се бориме ние, бидејќи не можеме ние физички се пресметаме, да одиме во војна, така да мислам дека жената треба да е секоја жена, да е дама и да си го знае местото и да биде така третирана од мажот, што е најважно. Андреј, што го валка образот на една жена, што на еден маж? Ајде. Па еве, јас да говорам од моје искуства, со некои работи не се слагам со Кристина, дека мажот е секојаш мачо и не знам ваков или онаков. Јас ста против и со морални и со неморални жени, секојаш сум бил коректен, транспарентен, никогаш не сум барал ништо преку леп погача со сила, ниту па сум правил потези за да добијам нешто, а она од другата страна се почувствува навредена. Така да мислам дека мојот образ можда не е до тој степен бел, ама не е ни испрлен многу. Добро. А на една жена што го валка образот? Што го валка сега? Не знам ако говориме о помладалачките денови, што го валка. Сите сакаме да го осетиме оној дел од младоста, нормално, кој што е безгрижен, нема закони, нема правила. Веројатно како жена за дома има многу работи што по кои што треба да се види колку таа жена е благородна. Сарма валка ли образ на многу жена? битна работа е праењето сарма, печење леп, праење граф. Прашина по дома валка ли образ? Апсолутно, да. Воспитување на детето, да. А мажот нема врска. По сите тие параметри ќе видиш денеска каква една жена. И маж еден исто. Чекај се, ако има прашина на масата, жената не избришала, а мажот не и кажува. И двајцата седат во прашина. Не, тоа чиј образ тука е кој изголка? Кажи. Паралелно чистиме прашина дома. Тука е образот на мајката и на свекрвата. Свекрвата, Тања, кај вас кој чисти? Ја вчера си извалкав од глава до петици по повод празникот, ти чисти све и чисти дома и баш си извалкав. За чистите имате чист образ по дома. Да, чист образ. Жената низ историјата наназад страдала многу поради тој и вербален сексизам, значи кај нас нема, која е жена разведена, имаме еден погребен збор распуштеница, за мажот никој не вели тој е распуштен, тој велат господинот разведен. Господинот разведен. Има вербални сексизми и жената како да сака да му врати на машкиот свет поради тие историски или и Европа, таа стара, да не кажам господја Европа, со најголемиот геноцид во женскиот род, кога ги палеле жените на клада, затоа што биле убави, привлечни. Жената се бори, си уште постојат места каде што жената не може да облече панталони, каде што жените водат љубов со својот маж покриени со чаршаф на дупка, претпоставувам да кадете се екстреми, значи се уште не ужива во... Никоја се голи на TikTok и на Instagram. Од друга страна ете ги креностите, од друга страна имаме јавна соба, продавање на интимно, значи тоа се креностите во светот кои тектонски го пореметија. Ајде идеме сега на брзите прашања. Кој е за срамота, кој е за греота, може ли? Мажот излегува неиспеглан од дома, кој е за срамота, кој е за греота? Или двајцата се за срамота? Никој ни за срамота, ни за греота, се тренди да се маж ми се лути кога ќе ги испегаме, бе тие гужвани се носат, што ми ги пеглата? Добро. Кој е за срамота, кој е за греота, ако излезе мажот неиспеглан од дома? Испеглан со пегла или тоа дефинираме како испеглан? Како си го сватиш така? Добро, со да. преса. Па добро испеглан, немаш да е срамота, идеш со крената глава. А ако не си испеглан? Ако не си испеглан, тогаш си ко умрен. Ќе те запегла некој друг. Умрена не знаеш. Кристина, Па мислам дека тогаш е срам на двајцата, бидејќи ако жената не го испеглала, подобро да се испегла, па да го заштеди образот и на двајцата, не знам. Не оставам јас никој да ме пегла, мислам да не звучам двосмислено јазикот, ние така збориме за пегла. Пегла, да. Си се пеглам сам, станувам саат два пред да треба нешто да искочам, да, или пред настап сам. Доколку жената е повисока и појака физички од мажот, кој е за срамота, а кој е за греота? Сега тоа е многу ин, жените се мужи, мужите се жени. Па мажот е греот, ако жената е покорпулентна и го така мал се го пропушта. Па ја би дека љубовта не познава граници, така да. Ја би рекол дека креветот не познава граници, кога ќе легнеш исти сте. У принцип ја 1,60 м, сите биле повисоки од мене. Да, ама ако сака стоечки, тоа е. Ако жената пие мора гајба пиво да стоеш, да се подкажеш горе. Ако жената пие повеќе од мажот, кој е за греота, кој е за срамота?
Тогаш таа жена не треба да ја земеш за жена воопшто. Ама си ја земал, после се пропила. Од мука. Па тогаш е жена алкохоличар, не ни греото ни срамота. Да, Алкохоличар е што ни греото се сложува. Па за лечење. Не, за греото ако некој е болест ако има, не е за греото ако... Не е болест, она си пие така. Тоа е веќе за Луѓе, срамот. ако ја прави тоа среќна, нека пие, нека се дрогира, зашо правиме муа? Да одиме на поговорки, дечки. Викаат дека поговорките имаат една фантастична мудрост, која што ни останала од старо време, а сега поново тоа се цитати. Така да ајде да видиме што имаме овдека. Повелете натаму ќе го проследите садот и ќе чекам коментари. Што да си избереме? Што ќе си изберете, ма не го отварајте. Ајде. И таму на крајот оставете го. А лото ливчиња, не? Лото ливчиња, да видам што ќе ви се падне. Кристина, ајде, од тебе прочитај и кажи што ти се падна. Срамота, ама убава работа. Тоа. Така ли е? Па искрено, како да го искоментирам сега ова? Се што е срамота е убаво. Па не, мислам дека некои поговорки или еве помодерно како што кажат цитати, не е секоја држи вода или не во сите секој верува. Не би се согласила со ова, бидејќи нормално се срамот е за секој нешто различно, но кога гледаш во некој срам, ти го гледаш својот срам, бидејќи секогаш те рефлектира кај другиот негативното што кај себе го имаш, а не можеш да го признаеш. Така да не би се сложила со ова. Ајде, Тања, тебе што ти се падна? Мудриот човек се срами од своите грешки, но не се срами да ги поправи. Така или не е така? Па така ги прифаќа грешките и ги поправа. Тоа што значи е свестен. Ние сме сите грешни и поправливи. Битно е и големината е да ја признаеш грешката и да се поправиш. Ако ја повторуваш грешката, тоа веќе не си мудар. Така. Ајде, Сашо, ти што имаш? Добар човек чувствува срам и пред куќе. Прво не верувам дека, мислам, ова е многу општа квалификација добар човек, значи мислам дека не постојат добри луѓе, а срамот го чувствуваме сите. Леле, бе, Сашо. Не постојат добри луѓе. Не постојат добри луѓе во онаа идеална смисла, нели, овој. Така да секој од нас чувствува срам. Некој не се срами тоа да го покаже тој срам, оние што се срама да го покажат, што го потиснуваат, после им се одразува на друг начин, физиолошки, па болести, па ова, такви работи тоа. Ајде, Андреј? Не се лоши времињата, туку човекот. И така. Се, ти си овие прашања пишувала, веројатно. Не сум јас, тоа се цитати и Поговорки, поговорки. Ова е дефинитивно... Поговорки од добри луѓе. Да. Да. Можам лоши ни се времињата? Комотно да сместам посебно за нашето поднебје оваа поговорка, дека дефинитивно луѓе во се денеска многу пресметани и префригани, така да лоши се времињата. Па мојата најголем срам е да немаш срам. Најголем срам? Не, прочитај што пишува. Што пишува? Најголем срам е да имаш вакви гости. Прочитај ова што пише. Најголем срам е да немаш срам. Зашто срам? Тоа си се моите гости. Немој да ми ги навредуваш моите гости, вклучувајќи ти и тебе. Ма да ги моите гости се најдобри. Жица за сушење. Отсутство на срам, присуство на глупоќа, што би рекол Фројд. Да, ја имавме и таа. Добро. Значи имавме брзи прашања, имавме поговорки, се што треба од прилика некако опфативме, меѓутоа ајде некако на крај да дојдеме до заклучоците. Кој ви е на вас некаков морален пример или на пример кога имате некоја морална дилема, што во главата си превртувате од типот што ќе рече тој или како да се однесувам, дали треба да го направам тоа или не? Ајде, Андреј? Па морален пример. Сега не сакам да звучам нескромно, меѓутоа по она што гледам што се случува околу мене, вака прилично добро човече изгледале моеве, така да добро однос на, нели, зборам на моралните вредности. Пазам на све ова, посебно сите овие работи што ги наброивме во секојдневието да ги применувам, а не ги применувам со сила. Сами по себе излегуваат од мене, а тоа е веројатно оној сегмент во мене што го имам од моите родители, растејќи во Дебар, посебно во таа средина, во едно време кое што кажа Сашо, беше многу поубаво, почисто. Кристина, ти? Кога, например, нешто кога треба да направиш, кој ти е во главата, како би реагирал или што би рекол? Си имаш такви? Па кога се работи на професионално поле, тоа ми секогаш земам пример од светските звезди, затоа и
некако не се ориентирам по кој што ќе каже кај нас. А што се однесува за приватно, тоа е мојата мајка. И приватно, каква особа сум јас, ми е пример мојата мајка. Те опоменала некогаш, ти кажала некогаш нешто? Или Што ти да си за... почувствувала некогаш дека си ја посрамотила? Па не сум направила ништо за да ја посрамам и горди се на мене и ме поддржуваат уште од моите 15 години кога почнав со јавна работа. Се им кажуваш, ништо не ги лажеш? Да, што се однесува до тоа, баш имав другарка која доаѓаше кај моите дома, бидејќи имаше доверба во моите, така се пријателски настроена, она се криеше за да се види со дечкото. А на пример кај мене па јас имам симпатија, јас ќе им кажам имам симпатија, они секогаш ми ја оставаат таа бариера на да сум пријател, така сум сега јас со мојот син и со тоа ми дадоа право на да сум слободна да кажам и секогаш кога нешто е добро, они ќе го поддржат, ако е лошо ќе ми кажат не, ама секогаш знаеја. И сега сваќам дека со тоа они направиле многу правилен чекор. Одлично. Тања? Тебе, која ти е морална бариера? Или сама ти, како рече, чекај сега да ми кажеш, колку години сте заедно со супругот? И многу сме. Кажи, 40. 40 години Али сте баби заедно. 40. И плюс живее, слушајте со кого живее. Кажи ни, Тања, со кого живееш? Со свекрва. Со свекрва живее, Се уште, дома. значи во Зеница живеам, целиот мој брачен живот. И Па не е свекрвата срамата е или треба да се жива. срамам од тоа. Живах на поприлично. Така, и како ми рече на почетокот на емисијата, ми рече, човече, срам ми е да кажам дека живеам со свекрва, дека не сум разведена, дека имам 2 сина, нели тоа дојде време кога се ставиш дека готвам, сарми. Така. Кој ти е тебе Шега. некој морален пример во Па главата? обично се дружам со книги, со писатели, таму си ги наоѓам. Кажи ми тебе кој ти е морален пример? Морален пример, Да. како лик, како личност. Како личност? Па што знам, има како личност, што знам, еве ќе спомнам овој професорот у Крагуевац, Добро. пред да го стрелаат, кога им порача на стрелачкиот вод на фашистите, на германските фашисти, дека кој им рече пуцајте ја и сега да држим час. Тоа е, мислам, едно од највисоко моралните смрти Така, што а некој твој близок, например, Тања рече, или и децата, Кристина кажа мајка и дека е некаков морален пример, од блиската, мислам, и семејството твое, некој кој ти е пример? Од твоето семејство? Од блиски. Не знам, од кого, например, и кога си растел, се викал што ќе каже татко ми, што ќе каже мајка ми, или не знам, од некого Па што знам, професор, татко наставник? ми беше, као што го памтам, високо морален тип. Само штета што тој умре кога имав 14 години, па многу малце ми останало усеќавање, ама памтам еднаш као Катерини, бев многу мал. Со братучет ми украдовме по една... Ја прво го видов, братучет ми украде една количка и ја одма украдов по него една друга количка и си искочивме од продавница. И одиме со родителиве, шетаме, жениве, не прават некој глуп шопинг тамо, мисла мајкиве наши. И последно 300-400 метра ја вадам количката, глеј, дури се наивно дете. Глеј тато количка. Кај ти е? Од кај ти е количката? Ја земам. Од каде ја зема? Ај со мене. Назад ме враќаше 300 метра, влегов у продавницата, ја го памтам тоа до ден денес. Ја вратив, се извинив, таа ако теле ме гледаше гркинката, не ме ни разбираше што. Ја вратив количката, искочив надвор и никад више не ми текна. Тоа значи воспитувањето, меѓутоа на времето нели ги казнувале. Ама и ги казнувале, нели, па не знам, има и во други земји 100 стапа сеа, нели? Значи, дали треба да се врати казнувањето за да се врати срамот? Па тие најпоштените што беа највисоко моралните, ги имаше срце на 4 години кој татко ми отпатува така. Тања, дали треба да се врати казнувањето? Не знам. Не мора да е физичко казнување? Не? Јас сум против тоа, често велат дека ќотекот излегол од рајот. Да, излегол затоа што нема место во рајот. Не сум воопшто за вербални или физички казни на децата до 18 години, немаат никаква вина. Од љубов никој не се расипа, треба многу внимание со децата. Па тогаш како да се насочат со зборување? Па и со лични примери, и се не можеш ти да псуеш и ми кажеш што псуеш ти материна. Значи ако даш пример, ти со псуње можеш да се лутиш детето ако пушиш, ти можеш да се лутиш детето што ти пуши. Значи даваш пример, со твојот пример детето црпи, нема поспонтано воспитување од личниот пример. Казна, вербална, ученик, никако. Значи, ние никако не смееме да кренеме глас на нашите ученици. Недозволиво.
И обично кога креваме глас или се лутиме, не се виновни децата, туку нашата лична фрустрација, нешто си го носиме дома, пак е тука ни се грешките, огромни во воспитниот процес. Како да се врати срамот и образот и кај мажите и кај жените? Постои ли начин во оваа наша земја да се врати тоа? Постои. Со една реченица. Исклучете ги телевизиите, исклучете ги TikTok, Instagram, Facebook. Ќе видиш како многу брзо ќе се врати. Подобрете го образованието, направете вистински овие работи децава да учат образование, поставете вистински темел на вистински вредности и ќе се вратат работите. И читате книги. Ајде, Кристина, како да се врати образот? Да, се сложувам со образованието, како мислам и сите луѓе треба да пред се да се образуваат, како што и мене дома ме научиле. И секогаш е битно да не газиш преку лешеви, се што правиш да не наштетува на никој друг, пред се на најблиските, па и пошироко, да си добар човек и секогаш да обираш по тешкиот пат и мислам дека ако секој го прави тоа, нема да ќе биде подобро. Ајде. Па се сложувам многу со Сашо, тука иако работам јавна работа, социјалните мрежи се алат кам низ која што морам да ги прикажам сите оние дејности кои што ги правиме, концерти, настапи. И се трудам да останам на тоа и да ги користам како алатка и како да кажам, да афирмирам работи кои што имаат некаква вредност, како фамилиарни вредности, не знам, нова песна, не пишувам никакви статуси. Меѓутоа, она што гледам од социјални мрежи, дефинитивно секојдневно ме вознемирува. Она што секој има можност денеска се да напише и се да каже, е она што веројатно она што како рековме, нема ни срам ни перде. Ни срам ни перде е она кое што направило да се доведе до оваа ситуација, да кажам. На крајот, како што реков, ми беше многу пријатно што ви имав вас за гости. Секој гостин со своето размислување, со својата енергија и со својот урагански пристап, така? А моje беше да ги прочитам прашањата колку што можев, а на крајот да ви дадам подароци. Значи, нашите драги пријатели од Меркур ви подаруваат. За вас, мажите, имам чаши за пиво. Добро. Нашите драги пријатели од Кенди исто така ќе ви подарат. Значи, тука се витамини. Имаме витамини за добро здравје. Значи, вака ќе ви ги подарам и овие кесички. Гледаш? Ние сме добри домаќини и даваме и подароци. Така да? Да. И на крајот, како што кажав, нашите гости добија подароци, сега е време и вие да добиете подароци. ДНК слава 20 години, концертот е на 3 декември во Борис Трајковски и доделуваат вкупно 4 влезници. Ваше е да отидете на нашата фан страница, нешто конкретно еден, и да коментирате под постот каде што сме сликани јас и Андреј. Тоа е убавата вест за вас, а уште поубавата вест е дека можете да не следите на YouTube, да не следите на Facebook и секако да не следите и следната недела во 17:30 на Телма. Нешто конкретно. Ве поздравувам!